Супер. Ова е распоредот. 29, 22 мај е денеска, 29 мај. 29 мај, последен час, може би не е лошо тука да направиме и еден колоквиум, така да на брзина ќе опоминам човек сложен, организиран и отворен динамички систем, нема ништо особено околу ова. Флексибилност се поминавме темата, така? Ај коригирате ме на настава на Во во гимнастичката сала бевме, да. само во гимнастичка. М, Значи, као теорија ја немаме помината. Добро, ќе ја поминеме и таа тема. Бидејќи јас се проверувам на овој начин овде. Што сум аплоудувал. И сега да имаме во ове тестирање, координација, протокол. Добро. Океј, флексибилност треба да ја поминеме. Ај ќе смислам ако не може и некој друг ден да биде, но како и да е ќе ви известам, треба да направиме еден колоквиум да се проверите. Ве молам, тие што имате, како беше, еве ги. Тие што се учествувале на истражување се внесени, другите со време внесувајте, праќате информации за да може да се за да може да направам преглед кој и како овде. Да направам преглед кој ќе ги има завршено од практичните обврски, од обврските за практичниот испит, за да може да се пријави на теоретски испит. Еве уште една штука, најверојатно ќе слушаат и другите кои што не се присутни, ве молам не се пријавувајте додека не се завршени обврските кон практичниот испит. Тие што беа на тестирање, им се завршени, тие што имаат пратено и потврдено од мене се завршени. Доколку некој нема потврдено од мене, а пратил, Facebook знае да направи малку проблем со на десктоп ми прави проблем со доцнење на пораките, не ми ги покажува, на телефон ми ги покажува, ама бидејќи многу студенти праќаат информации, можно е да сум промашил, така да доколку не сум ви вратил на месенџер, дали е во ред или не, ве молам уште една порака пратете за да ми се појави во непрочитана порака. Океј, мислам дека тука нема ова е за оние кои што не се приклучуваат на настава. Следете кога се пријави на испит во студентски прашања, без зајно пријава не може да полагате. Не може да дојдете на испит без зајно пријава, тоа значи дека не ви е организиран семестарот. Доколку имате ајно пријава, тоа значи дека електронски се е средено и може да пристапите на испит. Инаку може да дојдете на испит, ама не може, доколку положите, не може ништо да се внесе. Како и да е, држете се до правилата дека треба да имате војно. Денеска зборуваме за две теми, рамнотежа и прецизност. Си заиграв малку со ноутбук Елен, многу интересен. Само ова лого ме нервира, ама мора да стои затоа што тоа е транспарентност дека е генерирана позадината, сликата дека е генерирана од, како го викаат, AI. Океј, не е тоа баш некој AI, ама ајде нека биде AI. Artificial Intelligence се смета за нешто што е General Artificial Intelligence, овие се алатки кои што не се General, туку специфични, но поентата е користете ги, помагаат, не може да ве заменат, не може да го заменат текстот, книгата и така натаму, но може да заменат некои вака слайдови, например. Добро, што е, зошто е, како е интегрирана рамнотежата во човековото движење? Значи, ние сакали или не, бидејќи сме двоножни суштества, одржуваме рамнотежа, нели? Кога се раѓаме, немаме таква рамнотежа, ниту имаме други способности, особено немаме, нели, рамнотежа, но таа со времето се стекнува, значи се учи, се подобрува, не се учи. Гледате ги користам терминиви кои што се блиску до координација и моторички способности, затоа што прецизноста и рамнотежата се тука негде блиску, но се подобрува. Четвороножните суштества имаат подобра рамнотежа, ние имаме малку повеќе енергија треба да вложиме за да одржуваме рамнотежа, нели, бидејќи нас ни е земјината тежа ни е
противник и со неј да се бориме. Покрај тоа што значи да одржиме равнотежа, ние треба да одржиме на телото контрола и во нели и во мирување, ама и во движење. Треба да одржиме така да тука се разликуваат тие две видиме во статички услови и во динамички услови равнотежа, и на кој е темел и како и секоја способност, таму зборувавме основа, секоја способност е основа. Не може да се издвојат, особено во секојдневниот живот, некои способности, сите ни се битни. Значи, кажав, треба да имаме сила за да пренесеме кеси од пазар кон дома. Треба да имаме сила да тие што работат сами произведуваат храна, да ја имаат сила да ја стредат бавчата, нели? Па исто така треба да имаат сила и издржливост за да издржат подолго време да работат. Па треба да имаат равнотежа да нели да се движиме и да се раководиме низ денот. Каде е местото на равнотежата? Таа е во моторички способности, влегува во координацијски, мислам дека тука има уште еден слайд. Нема да биде долго, равнотежа и прецизност ќе видите и зашто не долго. Овој слайд се сеќавате на него, каде што способностите се внесени, некако групирани на овој принцип, каде што може да приметите дека прецизност, баланс или равнотежа се влегуваат во координацијски способности, некако, а овие другиве да не објаснувам, веќе зборувавме за нив. Значи, само морам да подсетам каде ги сместуваме, затоа што се ќе видите врзани се со нешто што е поврзано со централниот нервен систем многу повеќе него овие другиве способности. Овој слайд и следниот, само да проверам, да. Ова е Курелич го работевме за тестирање. Значи, зошто е битна темата тестирање и зошто инсистирам кога праќате информации за вашите тестови, значи кои ги изведувате, дека вие всушност треба да знаете што правите. Не е тоа туку само за да му пратите на професоров, еве можам 5 згиба. Добро, нормата била друга, нели? А и нормата се подобрува него. Најголем проблем е кога немаме немаме точна изведба, прецизна на тестот, затоа што тестот, реков, еве како и приметивте во сала, точно имавме загревање, општо, точно специфично загревање за сите, затоа што така бара истражувањето, точна изведба на еден РМ, точна пресметка на 60%. Тестирањата бараат такви моменти и затоа неколку пати ја спомнуваме оваа тема тестирање, иако не е најбитна, но ја спомнувам затоа што таа ни дава податоци за напредок. Тоа е финтата. Зошто е овој слайд тука? Затоа што може да видите, особено на наши простори, многу истражувања се правени. Курлич е еден од основачите и на него се темелот следните истражувања. Значи, какви се тестови се внесени, кои што најверојатно проценуваат некоја моторичка способност. И сега може да видите дали, на пример, кои тестови се внесени за прецизност. Предпоставиле дека се тоа тестови движење кои што може да ја проценат прецизноста, не да ја мерат, повторно кажам, да ја проценат прецизноста, таа не се мери. Овде конкретен пример, значи мериме со пикадо гаѓање, што мериме? Мериме дали е во центарот или не е пикадото, така. Тоа може да измериме и таму има поени некои фиктивни, тоа се ката арбитрарни единици, не се фиктивни, но арбитрарни единици, но ние можеме да кажеме дали центарот е 100, дали центарот е 50, па да направиме некоја скала или е центарот 1, а другите се поголеми, по обратна скала. Битно е дека на тој начин кога пикалото, стрелката ќе го погоди пикалото, центарот или било кој дел, ние не ја мериме прецизноста, ние ја проценуваме каква прецизност има. Кошарка е, имате Final Four-ови сега, значи може да видите дека е човекот, кошаркарките се прецизни во моментот, значи кога ќе погоди нешто така. И тоа велиме дека е прецизен, ама скалата е кеци 0, 1 и 0. Е прецизен или не е прецизен. Но ние мериме дали е прецизен или не преку 1 и 0, ама не можеме, проценката е малку подлабока на база на што се однесува таа прецизност. Long story short, што ви рекле,
ова се тестовите и после тие се ставени, нели, да ве подсетам, и мислам дека и на другиот слайд ќе имам исто, на другата презентација, дека кој простор е опфатен и што се е излезено како фактори. Па, например, овие прецизноста и рамнотежата, тука и флексибилноста ставаат брзина, малку има, тие влегуваат во факторот за синергистичка регулација и на тонусот. Значи, синергија и регулација на тонусот. Синергија е заеднички дејства на многу латентни, на повеќе латентни димензии, кои што го регулираат тонусот. Зошто особено во кај Бернштайн исто го споменав, кога учевме кога зборував за координација и учење на моторички движења, дека таа сензорна регулација која што ја поставува Бернштайн, мислам таа си постои, него ете он зборува за незе, кога стоиме, секогаш има еден една повратна врска каде што проприорецепторите во мускулите на нозете и на целото тело, особено на нозете, праќаат информации до централниот нервен систем и викаат коригирај, коригирај, коригирај. Централниот нервен систем праќа информации до различни мускулни групи додека стоиме, до подколеница мускули, надколеница, рабет и така натаму, дури и глава, нели, реков сите мускули, и вели овој мускул малку повеќе, оној мускул малку помалку, овој стабилизира, значи прави едно тюнинг или подесување фино за да ние може да стоиме во исправена состојба. Така да тоа е таа регулација на тонус која што се зборува и која што ке Бернштайн ја спомнавме. Овие се интересни концепти, би требало да ги знаете за што зборувам. Дали ви е јасно, дали имате проблем ова кога го објаснувам за сензорната корекција на Бернштайн во стоење? Само треба да размислите каков е тој лак на информации, затворен круг, кој што доаѓа од прием на информацијата, нели кибернетскиот систем на Норберт Винер, каде што вели прием на информација, обработка и враќање на повратна информација. Конкретно во рамнотежата таму многу се применува. Дали ви е јасно овој концепт? Ако не кажете, ако не кажете, или не ме слушате, или ви е јасно. Добро, значи тоа беа просторите кои што се фатени, каде влегува, сакав да поставам прецизноста и рамнотежата. На крај целото тоа влегува во механизам за регулација на движење. Значи не за енергија, туку за регулација на движење. На што ве потсеќа тоа? Тоа не потсеќа на координација, на координацијски способности. Значи идејата е дека не е туку така дека некој ја ставил прецизноста и рамнотежата е во одредена група да се вратам назад, во одредена група на моторички способности, туку тоа се докажува преку математичко-статистички методи. Не се гледа на TikTok, не му се верува на Трамп, не им се верува дури на Европска Унија за многу работи, особено за војни кога се работи, ама за легислатива и за тоа многу ни треба таа Европска Унија, да не скокам во тема. Сакам да кажам, не му веруваме ни на Путин, ни на Зеленски, веруваме на научна информација, на нешто што е поврзано со наука. Че не дека авионите како вика тоа, не прскаат со алуминиум, значи тоа се TikTok глупости, туку веруваме на нешто што е докажано или не, дали земјата е рамна или мислам не сакам да зборувам за тоа. Да се вратам назад, дека што е добиено, затоа е поврзаноста помеѓу овие тестови овде кои што се изведени преку факторски анализи, дојдено е дека најрепрезентативно тие покажуваат некој механизам за регулација на движење како краен фактор. Силата, брзината, силата, издржливоста, тие се тука. Енергетска регулација. Тие се, чекај да видам што кажува, па да, еве ги сила. Издржливоста не е земена кај Курилич нешто особено, затоа што мислам дека еден тест само има дадено или два, но не ја издвоил не излегла како фактор и не ја дефинирала. Но ако ставите многу тестови овде, тогаш тоа ќе покаже дека некаде се издвојува како фактор. Така да овие моторички способности денеска што зборуваме се поврзани со координацијските способности, тоа е идејата на слайдот. Од што зависи? Нели, ако централниот нервен систем не може да даде добра информација, тогаш и рамнотежната
одржувањето на рамнотежата е проблем. Сте приметиле дека кога некој ќе затвори очи, тогаш има послаба рамнотежа, па може да се случи да каже ми се врти или нешто, па мислам дека споменав кога зборувавме, да, споменав кога работевме со јаженце и пробавме со затворени очи да визуализираме и ве потсетив дека тие што имаат проблем со затворање на очите во стоење да не ги затвораат очите, затоа што се случува дека нема некој од X причини не може да задржи рамнотежната положба. Таа е директно врзана со вестибулаторниот, пардон, со визуелниот систем, значи со очите, затоа што ние добиваме информација преку визуелниот апарат, добиваме информација која што многу ни помага за одржување на рамнотежа. Со затворени очи може да има проблем. Такви се и тестовите кај Курлече, да се вратам назад дали ги имаше. Да, еве го, рамнотежа со отворени очи и рамнотежа со затворени очи. Значи, постојат такви, смислени се такви тестови, проверени се дали имаат добри метриски карактеристики, нели? Но сакам да кажам дека визуелниот апарат влијае многу. Слушниот не во оваа варијанта. Таму може би влијае на слушниот на кај брзина, кај што работевме за латентно време, но овде визуелниот апарат многу влијае. Така да може и дури во методите за подобрување на рамнотежа да се подобрува со отворени и со затворени очи. Слично како кај флексибилноста која зборувавме, какви видови има, активна, пасивна, динамичка, статичка, ама и такви методи има, активна, пасивна, динамичка и статичка. Вестибулаторниот апарат е страшно битен и заради недобро функционирање на вестибулаторен апарат, дури на пример воспалување на ушните канали, на уво, народски како кажуваме, го боли уво. Тоа е друг термин, но некој медицински проблем со увото може да влијае на вестибулаторниот апарат, кој што е најбитен всушност за одржување на рамнотежата. Тоа е 3D жироскопот. Жироскоп кој што пробува во 3 оски преку тие 3 каналчиња, мислам дека ќе видиме после, да направи сте учеле ова, мислам дека биологија се учеше дали 5-то, 6-то, може би 7-то оделение, во 8 сигурно го знаевме тоа, а сега е 9-то. Значи, кој е случајот 6-то. 6-то, 7-то, 8-то, сигурно 6-то, 7-то, 8-то се учело. Во 9-то мора да го знаеме ова. Какви течности има, кои се тие рецепторите во каналите. Значи, вестибулаторниот апарат до натрешното уво влијае исто така, не многу, него најмногу на рамнотежата. Таму има рецептори кои што примаат информација за рамнотежната положба во мирување и динамичката и даваат информации до централниот нервен систем како тој да изреагира со повратна врска за да ја одржи рамнотежата. И ова третово проприорецептори, внатрешни рецептори, така се разберете го. Рецептори ги зборевме по кај флексибилноста, го спомнавме muscle spindle таму, пардон. Muscle spindle кој што е рецептор и Голџиев тендоморган, сте ги учеле по анатомија, кои што се внатрешни рецептори и даваат информација, ние немаме инфо за тоа, ама централниот нервен систем, автономниот систем, значи централниот нервен систем на субкортикално ниво добива информации за за положбата, и всушност за контракцијата или тонусот на мускулите преку овие проприорецептори. Значи, овие три се некако информации кои што делуваат за влез и ни помагаат и влегуваат во централниот нервен систем. Само мало подсетување од оно што учевте во кој оделение спомнавме, 6-то, 7-то, 8-то, најверојатно, постарите учеле во 5-то, 6-то, 7-то, немавме 9-летка. Ова се тие полукружни каналчиња кои што се по 3 оски поставени и ние дури кога мрдаме со главата или било што правиме во просторот, тие ни даваат информација каде сме. Интоксикација на луѓе го ремети овој систем, едноставно овој систем не може да, тоа е наједноставната примета, удар во глава или, мислам, бокс, нели, тоа е таква една племенита вештина, страшно е далеко од племените. Тие тепачките вештини се тепачки, ама не се племенити за мене. Тенис, бел спорт, игра. Таквите удари, трауми влијаат на реметење на овој внатрешен жироскоп. Значи, пазете, на база на ваков апарат кој што природата го создала кај скоро сите животни,
Направен е инструмент во авиација, кој што исто се нарекува жироскоп и кој што му помага на пилотот да во услови на намалена видливост, значи тоа се вика IFR услови, каде што се лета ноќно време или во облаци и слично, точно да знае положбата на авионот каде е. Сакам да кажам колку е совршен човекот како систем, а ние пробуваме машините да ги копираме, нели, на база на човек. Сега и роботи имаме за се и се што. Така, овој дел и 3D конструкцијата на примање на информациите од проприорецепторите во внатрешното ово, во овој вестибулаторен апарат, мислам дека е јасна. Проприорецептори има и во мускулите, нели тоа го спомнав. А, Интересен е овој ноутбук, еле, он се става наслови како што сака. Ама сликата покажува што се може да влие, значи на одржување на рамнотежата. Најмногу што влие на нас е гравитацијата. Гравитацијата, ние живееме во 3D систем, тридимензионален систем. Некако гравитацијата како да е четврта димензија која што без неа апсолутно не можеме да постоиме. Нити да делуваме. Ви спомнав за космонаутите кога ќе се вратат од подолг престој надвор од земјина тежа, дека они имаат декалцификација на коските, се намалува подвижноста, значи тоа е основен проблем, нели? А понатаму тоа е за нормален развој, а понатаму ни помага, нели, да не излетаме од земјава и може да паднеме од работ на плочата, нели, тамо. Морам да ги почитувам и тие со други мислења, се шегувам. Ова се тие работи кои што влијат, особено нестабилноста на подлогата и овде не е ставена намалена подлога, ќе го видите полигонот на подпирање во еден од следните слайдови. Да, тука е. Значи, што најмногу влијае во вака гледам, сам земјината тежа не можеме да ја ниту намалиме, ниту зголемиме. Така, можеме ако ставиме тежина, на нас тогаш ќе имаме поголема поголема тежина и земјата ќе не влече, нели, кон долу. Но всушност заврзувањето или влечната сила на земјата или земјината тежа е постојано иста 9,87 колку беше. Но ние можеме да го симулираме тоа, па на друг некој начин да биде, нели, да не влече на некој друг начин, симулација да направиме. Да, земјината тежа, ќе кажам дека се пробува да се анулира кога космонаутите вежбаат, сте виделе сигурно снимки, кога вежбаат за безтежински простор, каде што има намалена во вселенските станици нема гравитација, нема земјина тежа, нема влечна сила, и они пробуваат да вежбаат како. Многу интересно. Во поголеми авиони кои што се качуваат на некои 10, 11, 12 илјади метри, компресирани се, нели, под притисок има воздух се внатри, може да сте приметиле снимки каде што авионот, не знам дали знаете или нема, он пробува да понира надолу и како понира надолу, всушност се мести да понира со толкова брзина да овие космонаутите кои што вежбаат и кои што се во кабината каде што нема седишта, тие всушност лепдат, затоа што се во слободен пат како падобранци кога паѓаат. Падобранци со падобран, нели, различно е падобранци од падобран, кога падобранци паѓаат и падобранки, тога се тие во слободен пат, но контурите на авионот даваат перспектива дека нема земјина тежа и тогаш они пробуваат да се движат низ авионот, да го симулираат тој момент на гравитација. И се зошто ја кажувам гравитацијата? Затоа што таа кога ние како двоножни суштества, кога сме исправени, може да приметите центарот на гравитација каде е, тука е негде умбиликус, значи на средина на телото. За да ја намалиме некако земјината тежа и таа влечна сила, не можеме, ама ете да симулираме намалување, ние си играме со кракот. Значи со лостот всушност, лост гледате од подлогата до центарот на тежиштето. Тогаш ако го намалиме ова и чучнеме во некој, на пример, кибадаш и јавачки став, во карате или формула. Формулата е ниска, ви текнува намерно за да може да се подобри рамнотежната состојба.
Положба, пардон, рамнотежната положба. Така да ние пробуваме тука, нели, ако некој стои и не може да стои, тогаш е подобро да седне, затоа што тогаш се се зголемува рамнотежната положба и плюс се зголемува овој полигон на подпирање. Доколку стоиме на една нога, овој полигон на подпирање е помал, доколку стоиме на две нозе, овој полигон на подпирање е поголем. Формулата има голем полигон на подпирање, моторот има многу помал. Мотоциклот има многу помал полигон на подпирање. Оние велосипеди кои што се на едно колце, на едно тркало, имаат уште помал. Кој спорт има најмал полигон на подпирање? На брзина. Што мислите? Зимски спорт. Најмал полигон на подпирање. Два зимски спорта. Карлинг не е сигурно. Скијање. Скијање има, ама има и други два, кои што користат слични, исти чевли. Зимски спортови. Сноубординг. Сноубордингот има поголем полигон, нема поголем полигон на подпирање од скијање. Ама не, други некои два зимски спортови. Биатлон. Биатлон, добро, да, скијата точно помала е, ама полигонот на подпирање е друг, дечки, уметничко лизгање и хокеј. И текнува на колкава подлога се подпира кога е на една нога, например. На колкава подлога, тоа се нема ни еден сантим, мислам дека е лизгалката, сличугата како се нарекува, лизгалката е потенка од 1 сантиметар, таа е некои 5-6 милиметри. Значи, пазете го полигонот на подпирање кога е на една нога спортиската во уметничко лизгање и прави пируети на една нога. Каков е полигонот на подпирање? Што треба тука? Треба сила, да. Треба да издржи, да. Ама треба рамнотежа многу. Хокеј, така, исто. Имате некој друг спорт? Каква идеја? Океј. Еве едно испитно прашање. Зошто е ова стабилно? Зошто е ова лабилно? Зошто е индиферентно? Мислам дека е јасно, но еве е прашање. Кога сте во згиб, после ќе ја прашам само да видиме дали е ова јасен дел. Значи, може би за гимнастичаров во ова фаза, во ова положба и не е баш најдобро, ама окей, замислете дека тука има некое клатно или она топче кое што се ниша и тоа пробува да се стабилизира. Кога стоиме, овде вели на прсти, е лабилна. Значи, кога стоиме, ние сме во лабилна положба. Не е тоа стабилно, ама вели на испит. Ама јас стојам стабилно, ти стои стабилно, ама ако не сработи вестибулаторниот апарат и ако не добием информација од проприорецепторите, таа Берштајнова сензорна корекција, не е Берштајнова, ама ете, за да го меморират името, ако не изработат, ние што ќе направиме? Ние ќе се стабилизираме тек тогаш. Тоа значи дека ќе се спуштиме долу и ќе настане ова третава положба која што се вика, што е ова, лебдење во вода. Добро, лежење, може и лежење да биде. Значи тогаш влегуваме во индиферентна состојба на рамнотежа. Значи ова се тие три: стабилна, кога телото пробува да се стабилизира; лабилна, кога телото пробува да ја одржи рамнотежата, значи овде е активна. Ова е лабилна рамнотежна состојба, положба е активна, не е пасивна. А ова лебдење во вода третово е пасивно или активно? Или лежењето е активен момент или пасивен момент? Пасивен. Пасивен, точно. Ај сега згиб на вратило. Која рамнотежна положба? Стабилна, лабилна, индиферентна? Стабилно. Стабилна. Колку и да се занишате да направите, како беше тоа, занишување,
на вратило, секогаш ако ја оставите земјината тежа ќе ве стабилизира како клапна што се стабилизира и ќе застане во средина. Иначе пробува да да го стабилизира предметот. Не пробува никој, ама земјината тежа, физиката така влијае. Лабилната е значи активна, ние мораме да учествуваме, инаку пак ќе кажам, значи проблем со вестибулаторен апарат, интоксикации и слични медицински проблеми доведуваат да човекот не може да ја одржи лабилната состојба и мора да легне, значи да се нивелира, се нарекува, за да едноставно телото функционира со базален метаболизам и дали така да тоа се нарекува индиферентна. Ковртлја и навратила. Во која рамнотежна положба се одвива? Значи Лабилна се. неќе да е лабилна. Околу индиферентна е. Затоа што пробуваме вратилото да го донесеме до центарот на тежиштето. И всушност ако не го донесеме, ние не може да направиме ковртле на вратило. А, Ибрахим. Има логика ова или не? Да. Нели, тогаш е намален лостот и пази, во згиб на вратило лостот е кукав огромен. Затоа што ние потпорната точка ни е горе на вратилото, а тежиштето ни е долу, еве како овде што кажу. Се овде потпорната точка е обратно, замислете дека треба да ставам друга слика. Ако беше ова згиб, тогаш потпорната точка ќе беше горе рацете, нека биде и висење, ова е опирање на карики, опир на карики, ако биде висење на карики, тогаш рацете ќе бидат испружени горе, тежиштето ќе биде под потпорната точка и тогаш ќе има поголем лост. Еве потпорната точка овде каде е? Е прстите, каде што е контактот со подлогата, таму е потпорната точка, а видите каде е центарот на тежиштето. Значи, ова е кракот, ова стрелка овде е кракот, лостот, всушност, кој што нели е многу голем. А кај индиферентната состојба, центарот на тежиштето и потпорната точка се многу блиску едно до друго. Може да видите од крупчето горе, значи гледате кое е растојанието тука, гледате кое е тука растојанието од потпорната точка, која што ја цртаме еве долу некаде, а видите овде каде е потпорната точка, горе ја цртам, кај што завршува кругот, а центарот на тежиштето е кругот. Така да формулата токму ради тоа е ниска. Ние пробуваме на ковртлја, еден пример земав од гимнастика, ковртлја на вратило, пробуваме да го донесеме потпорната точка, да ја донесеме блиску до центарот на тежиштето, центар на ротација тоа. Затоа што тогаш во тој момент лостот е накај главата, кракот и лостот или кракот накај нозете ќе биде со идентична, можеби не должина, ама силите ќе бидат изедначени и многу лесно може да се направи ковртле. Ова ќе го учите по биомеханика, но наше е чисто да ги споменеме кои се рамнотежните положби, за да очекуваме дека на формулата не е толку проблематично да одржи рамнотежна положба. Но проблематично му е на оној кој што е во циркус на едно тркало велосипед и плюс се дигнат од земја уште едно, колку таму, 5-6 метра, 3 метра, 4 колку се. Па овие што одат на штули, исто, во циркус. Да продолжиме нешто што не е циркус, еве го скијањето. Разликуваме два вида на рамнотежа, значи покрај тоа што има со отворени и со затворени очи, постои статичка и динамичка рамнотежа. Не навлегувам многу. Динамичката е, значи, пази, и покрај тоа што кај лизгачите, овие што се надпреваруваат во уметничко лизгање, они се во една стабилна положба, кога ја задржува некоја позиција, но сепак се во движење. Многу интересно, значи. Тука имаме, каде што е ова стои на раце со нозете разножно, ова е статичка, овде дефинитивно задржуваме. Кај лизгачите, се во некоја статичка, ама многу кратко, дури и кога се во таа статичка, тие се движат, значи тие имаат движење низ просторот. Повеќе е статичка околу динамичка, ама и е динамичка, значи мешана е. Кај скијачите е постојано динамичка, можеби во еден момент статичка, каде што пробува кога ќе влезе во завојот, ама верувајте ми дека тоа е едно движење кое што има огромна флуидност, дури и кога ние не приметуваме дека тој задржува, тука има микроконтракции кои што се прават и одржување на рамнотежата. Оние кои што скијаат знаат дека кога ќе влезат во завој го осетиле тоа. За мене секој свиок, секој пат кога го правам свиокот,
секој пат морам да направам корекција на силите на нозете и го чувствувам дали едната нога повеќе стиска, едната нога помалку стиска. И го бараш тоа движење за да направиш равнотежа меѓу едната нога и другата. Со колкава сила да притисне, затоа што ако кај скијачите најчесто кога ќе останат на горна скија се нарекува, тоа тогаш излетуваат, паѓаат. Затоа што потпорот, кракот, за да направи рамнотежа треба да биде на надворешната, ова е надворешната, тоа му е левата нога овде, надворешното скија или долна скија се нарекува надворешна затоа што е свиок. Но сакам да кажам дека и во динамичката рамнотежа, особено е во скијањето, може да се примети некој кога прави свиок, подолг, како рековме, за координација, подобрување, треба време. За учење на нови движења ни треба повеќе време да имаме. Но кратко време ни прави проблем. Па во свиокот на скијање имаме време и тој трае. Додека зборувам, тој трае свиокот и тука можам да коригирам лева, десна нога, надворешна, внатрешна скија, долна, горна скија, како сакате. Нека биде надворешна, внатрешна. И тука можам да го коригирам тој момент. Сушност се коригирам рамнотежата во динамички услови. Тоа е идејата. Што влијае на рамнотежа? Кажав некои основни работи кои што влијаат, но сепак кога се зборуваме за методи за подобрување на рамнотежата, тогаш влијаат и овие работи. Или возраста секако, заради X причини, замор, кога сме позаморени е проблематично, повреди, ако има, не може да направиме рамнотежа, затоа што имаме едноставно губење на сила, дисбаланс на мускулна сила и така натаму. Координацијата, кога сме заморени, така и кажав, ама и координацијските способности влијаат на тоа. Вродена е, генетски е диспониран, генетски е предизвикана или предадена и ни треба да сме одморени, затоа што тогаш ни треба да направиме добра концентрација да имаме. Концентрација со координација е различно. Концентрација е психолошка димензија, координација ние зборуваме за координација во моторички аспект, значи за концентрација ќе зборувате на психологија. Ова се некои моменти, танц, да гледаш овде не ноутбук, не го ставил лизгањето како екстремен спорт кој што побарува рамнотежа. Да, шахот е исто екстремен спорт кој што побарува, се шалам, да има посебна шаховска олимпијада. Кој друг седечки спорт? Да, дури во јавањето има рамнотежа. Кога зборуваме за седечки спортови. Мерење. Мерење, кажав, мерење, тестирање, најдобро е да користите термин тестирање, не мерење, но постојат тестови кои што пробуваат да ги измерат нештата, физичките димензии, ама да проценат моторичка способност. Еден од фламинго теста најпознат во Eurofit батерија, има многу други тестови, може да ги најдете на Sport End страната, вратете се на предавањето таму за тестирање и таму ги имам представено и книга да, ви имам доставено и книга во фолдерот, и имате плюс веб страна која што постојано објавувана со интересни тестови. Како да подобрувам? Ова босу, знаете што е босу? Топка? Преводот што е на босу. Да. Чекај, Роберт, да видиме некој друг дали знае. Ја пола година го употребував, 2003-2004 година, не знаев што е. Роберт, што е босу? Both sides up. Значи, двете страни може да одгоре. Така го има преведено и така го ставиле босу. Коригирайте ако грешам, моите информации така кажуваат. Значи, босу топкава се користи полутопка за баланс, нестабилни подлоги, оние на надувување, алатки кои што се добри за баланс, подобрување, стоење на една нога, на две нозе, затворени и отворени очи, подобрува рамнотежа. Кога се задаваат вежби за рамнотежа, се задаваат во спортот, не само и дека ни треба рамнотежа, туку се задаваат за вежбање на тоа проприорецептивен тренинг. Значи, за подобрување всушност преку рамнотежа и побарувачка на рамнотежни положби, да ги вклучиме и дури најмалите мускулни групи или оние кои што никогаш,
кои што не се вклучуваат во некое движење. Нели, кога ќе научиме некое движење и телото и умот се ефикасни и пробуваат што помалку мускулни групи непотребни да вклучат. Што значи ние некои мускули не ги вклучуваме секогаш во движењето. Ама ако ставиш нестабилна положба, тука настанува некаков проблем и ние мора да ги вклучиме мускулите. Така да како фитнес суплементацијски тренинг за вклучување на екстра мускулни групи кои што еве на пример влијаат за превенција од повреди, вежби за превенција од повреди се ставаат вежби за равнотежа. Па дури во загревање се вклучуваат и така. Значи, широка е лепезата на употреба на вежби за равнотежа, не само за подобрување на равнотежата како равнотежа, туку таквата равнотежна провокацијска состојба влие на активирање и на мускулни групи и всушност примарно силова активација на тие мускулни групи. Имате некое прашање во однос на ова? Да, еве го, супер. Значи превенција од повреди, спортски перформанс, рехабилитација. Во рехабилитацијата сакали или не, значи ова мора да се уклучува рамнотежни положби, затоа што тука и психолошкиот момент на самодоверба, на пример, Љупче, Недориев, Љупче, како му беше презиме, во работнички супер, мислам, супер рехабилитацијски процес имавме. Тој ми остана така како меморирав, затоа што тогаш мислам дека тогаш прв пат работи со преден вкрстен лигамент. Недела дена работевме на психолошкиот момент дека тој може да отскокне. Значи докторот кажа, може да отскокнува. Коленото е здраво, проверено, помина не знам колку недели тамо и вика да, сега може да работите вежби за отскокнување внимателно, полека, прогресивно, никако од озгора па долу, туку прогресивно, полека, само од земја да се одвоиш. Значи да се одвоиш 1 сантиметар. Имаат проблем спортистите затоа што нели тоа е страв, повреда, претходно биле немале после оперативно имаат дисфункција на моториката, има намалување на силовите способности, имало болка, имало траума и веруете трчаме, работиме вежби за сила со нозе во тој постоперативен период рехабилитацијски, но не може да отскокне. Се плаши. И сега сакав да кажам дека дури со скоковите се регулира, значи тоа е дека еден момент кој што испровоцира сега за да го кажам, но дури во скоковите ние пробуваме да направиме рамнотежна положба да одржиме. Така да најчесто ние би ја користиле методиве за подобрување на рамнотежа кај во овие три сегмента: превенција од повреди, перформанс, рехабилитација, а во секојдневниот живот апсолутно кај луѓе кои што не се во спортската гранка, туку се рехабилитираат од повреди или едноставно треба сакаат да работат нешто, па можете да вклучите и рамнотежа како метод за подобро здравје. Мислам дека опфатив не многу пати ова е нешто кажано, дека е темал на движењето, дека е контакт помеѓу сензорните и моторичките елементи од телото, дека високо побарува адаптација, значи ние мора да застанеме, да се сконцентрираме психолошки, за да може да направиме некоја рамнотежна положба. Се замислете колку се концентрираат овие во уметничко лизгање или на хокеј, плюс и се тепаат. Па овој прави што направи тој? Направи отворено салто наназад, мислам дека беше, или нанапред сега на Олимпијада, коригирајте ме. Значи некој елемент кој беше забранет со години, па тој го направи. Слаб сум на имиња, ако имате информација кажете ми, ако не може да прогуглате. И тоа беше како вау феномен, затоа што е многу тешко да се изведе, побарува страшна рамнотежна координација и рамнотежа за да може да се изведе движењето. Океј, тоа беше рамнотежа. Имате некој коментар за ова? Некој прашање? Прецизноста мислам дека ќе биде побрза. Нели, кога ги разгледуваме способностите, разгледуваме во две... чекај, вака ќе направам. Ќе прекинемо.